На маса со коалиционите партнери Зоран Заев ќе го договара новиот премиер на Македонија. Ова доаѓа само ден откако тој ја најави оставката од премиерската функција, па сега на координација со другите партии од власта ќе се одлучи увидната влада. Име кој низ медиумите најмногу се спомена како наследник на Заев е Сања Лукаревска, неговата партиска заменичка во моментов. Сепак на трепартиски избори од СДСМ за Алфа брефираат дека изборот нема да падне на директорката на УЈП. Заев најавувајќи го своето заминување, порача дека сепак ќе остане на наредниот период додека не се постигне договор за нова влада. Ќе останам периодов додека треба за да помогнам да се реорганизира нова влада со прогресивно мнозинство кое го има и постои, а може да биде и уште зголемена. Јас лично како човек сум дел од СДСМ и од прогресивниот народ и останувам во првите борбени редови како член на СДСМ и дел од нашиот прогресивен народ. Кој да биде премиер после Заев, јасно е дека доста реална опција во овој момент се предвремени парламентарни избори, што е барање на опозицијата после победата. Околу оваа тема лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски повика на трпение. Ние имаме мнозинство гласови на народот и тоа е важно за нас, дека го имаме мнозинството гласови на народот. А за да има предвремени парламентарни избори, треба да има и мнозинство во парламентот. Затоа реков трпение, не треба да го разочаруваме народот, бидејќи народот е изморен од разочарувања. Дозволете времето да одговори на многу дилеми. Една од тие дилеми ќе биде кога ќе се случат предвремените избори. И повеќе од јасно е дека победата на опозицијата го покажува гласот на граѓаните и ја доведува Македонија во нова жешка политичка состојба и да остане СДСМ на власт со нов премиер, прашање колку таа влада ќе има легитимитет да ја води државата. Покрај премиерската позиција, Заев по поразот на локалните избори најави повлекување од лидерската позиција во СДСМ.